Здраво на сите и добродојавте во ново видео. Многу често се случува да погледам коментар или порака што вели "Боно, не можам да снимам, моите не ми даваат дома." Или "Колку сакам да снимам, моите не ми даваат дома." Или "Ќе снимам, ама не можам лицето да си го покажам, моите не ми даваат дома." Ова видео е насочено како порака за сите тие родители кои што не даваат дома. Не се лутете доколку случајно, можеби, родителите сметаат дека сте премногу млади, затоа што тоа е еден фактор. И јас знам дека сум бил мал и они пробуваат само да ве заштитат затоа што може да се случат сите овие кринџ работи што се случуваат, иако можеби работите што ќе ги правите нема да се кринџ. Но сепак има мал процент кои што сте доволно возрастни за да размислувате за сами себе и повторно вашите родители не ви даваат. Ова видео е направено за тој мал процент што не веруваат дека нивните деца може да направат нешто со снимање на YouTube. И ова не оди само за снимање за YouTube, ова може да се аплицира буквално на се. Само треба да имате верба во тоа, само да треба да имате верба и стратегиски план за како да го исполните. Ама се може да успее. Вработи се информатика, вработи се нешто во технологија или можеби нешто сметководство, нешто адвокат, ово, она, или не кажам ова постојано што го имаме случајно доктор. Да се оди на сигурно е најлесната работа што може некој да ја направи. Оди на сигурно, да, и вистина. Тие сите информации доаѓаат со подкрепа, доаѓаат со доказ. Стварно се заработува паријата, стварно се зима плата. Но јас сметам дека е многу полошо да се наоѓаш на крајот од твојата кариера и да сватиш дека си работел или работела работа која што не си ја сакал воопшто. Дека си работел работа од 8 до 4 или како што одиме сега попоново од 8 до 4,5, демек со паузата се брои, или од 7,5 до 4,5 или од 7,5 до 4. Работа која што не си ја сакал да ја работиш. И знаеш што е полошо тогаш? Оној факторот што ако? Што ако случајно си отидел или си отишла на нешто кое си сакал да го работиш? Јас сум благословен и имам родители кои што веруваат дека можам да направам нешто во режија и уште толку ме мотивира одозгора за да го направам тоа. Затоа што и они двајца се уметници во гранката на уметност. Но знам еден човек кој што не сакам да го напоменам на видео и не се трудете да погодите во коментари, као не е GP, не погодувате во коментари, кој од кога успеа, тогаш родителите негови као видеа дека може нешто да се направи од ова, дека може нешто да се направи од YouTube, и тогаш им се смени мислењето. Тогаш беше, па јас стално знаев дека можеш. Јас стално знаев дека можеш. Се надам дека ова видео значи нешто. Ако имате нешто да кажете во врска со ова, слободно пишете го долу во коментари. Ако сакате ме следите на Instagram и на така натаму социјалните мрежи, се има во description. Фала многу што гледавте видео и се гледаме во наредно видео. Поздрав!